Досегашните нивни средби покажаа дека последната средба во Виена всушност беше една точка на пресврт, точка на прекин на тој континуум на кој што само се кажува едните и другите ставови на страните. И средбата во Виена представуваше пресвртна точка во смисла на свесноста која што се разви меѓу двата министри за внатрешни работи и за сериозноста на проблемот кој што постои. И мислам дека добро што се случи таа средба, гледаме дека двете страни се враќаат за консултација во базата и сега веројатно имаат нови моменти кои што ќе бидат предложени за натамошен развој на преговорите. Мислам дека точката нагорна е кривината на која што одат преговорите и дека сега ќе видиме во Охрид дополнително таа повратна информација што има добиена за натаму да се развива системот, што тие ќе предложат ново. Сметам дека преговорите за сега се одвиваат во добра насока. Точно е дека и двете страни ќе мора да бидат свесни за компромисот кој што ќе мора да се направи, дека двете страни ќе ги боли подеднакво, меѓутоа уште еднаш ќе повторам, и двете страни би требало да се радуваат подеднакво. За мене е уште поважно во овој пример што го прават министри за внатрешни работи да се префрли и на некакво пониско ниво, да се расшири таа платформа на соработка меѓу двете нации. Значи и останатите фактори, да речем институции, факултети, универзитети, спортски организации, да постои диалог или надпревар и на тоа ниво. Со тоа ќе покажеме на светот и едната и другата држава дека навистина ние сме за еден развој на добрососедски односи. Досега тоа само го покажуваше бизнисот, меѓутоа знаеме таму какви се интересите. Ово е било еден нов квалитет плюс. И министерот за надворешни Димитров, но и премиерот Заев всушност најавуваат развивање на сетот на мерки на доверба. Она што го говорите вие може да се толкува и на тој начин, но што е она круцијално кое што треба да даде ветар во грбот на градењето на мерките на доверба? Конкретните чекори кои што се неопходни да следуваат во овој период април-мај, бидејќи знаеме дека потоа ќе биде веќе многу доцна. Круцијално е тоа да признаат и двете страни дека од некои работи ќе мора да се откажат. Јас не би кажувал кои се тие работи, меѓутоа за мене би било многу добро ако едната страна свати дека во моментот не може да дојде до промена на уставот во Република Македонија и дека таа страна не треба да биде тој момент не треба да биде пречка за натамошен развој на тие преговори. На крајот на краиштата овие преговори можат дури и да не завршат со тоа како посакува едната или другата страна. Меѓутоа, ако остане нивото на овие односи кои што се сега постигнати и ако се прошири, како што реков, тогаш се придобивките големи. Значи, ако се зголеми довербата меѓу двете страни. Дали во таа насока можеме да кажеме дека македонската страна, иако се уште е резервирана во однос на давањето на конкретни информации за тоа како се одвиваат преговорите, не сака доволно да ја подготви јавноста што е всушност сценариото Б, односно дали има излез way out Б во самата стратегија, која што за сега изгледа дека е само единствена, а тоа е решение по секоја цена. Па јас мислам дека решение по секоја цена не. Нема да се ниту македонската страна такво ќе прифати. Она што македонската страна можеби вам изгледа да е резервирана во експлицирање на тоа што се случило на преговорите е затоа што таа е во понеповолна положба. Нормално сите знаеме дека овие преговори се на некој начин принудни за нас. Во еден нормален развој на општествени настани во светот не би имало смисла некоја земја да ја брани на друга земја како да се вика. Меѓутоа, ние се наоѓаме во таква моментална ситуација која што индикаторот политички односи е на страна на другата, на Грција. И нормално е таа да се однесува покомотно и да кажува што се случува во односите и да го истакнува тоа зашто ништо не губи. Нашата страна мора да биде многу внимателна и тоа е причината зашто е таа резервирана при давањето на изјави до каде и што и како се разговара. Бидејќи кај нас многу поосетлив тој момент отколку во Грција. Затоа
Ние сме подготвени, знаеме што ќе значи влегувањето во НАТО, почнувањето на преговори, крајната инстанца влегување во Европска унија за нас ќе биде една нова стабилност во развој на земјата, нов индикатор за странските инвестиции кај нас инвеститори, воопшто за развојот и на туризам и на економија. Знаеме дека тоа е една голема придобивка што ќе губиме, што ќе добиеме, меѓутоа треба да го имаме предвид тоа што ќе го изгубиме. Нормално е дека при секој преговори мора да има и загуби. Не е нормално дека се водат овие преговори, меѓутоа рековме не станува збор за никаква правда, станува збор овдека за една општествена реалност, една реалност во односите меѓу две држави. За жал, ние сме сега во таа ситуација. И од оваа ситуација мора да ја прифатиме и да излеземе доволно силни за натамошен развој на земјата, зашто нема да престане светот сигурно. И што и да се случи, па ќе има време и за поправки и за натамошна надградба. Сметате ли дека може да очекуваме зголемена улога и поголемо влијание на тајната дипломатија од нашиот неформален покровител на самиот овој процес, а тоа се Соединетите американски држави, но сепак имајќи во предвид последната изјава на секретарот за асистентот за државна политика на САД во Стејт департментот Мичел, кој што ја даде во Скопје, дека САД ќе одиграат конструктивна улога, меѓутоа тие сепак нема формално да се вклучат поинтензивно. Јас би рекол немаме ние формален покровител овде, затоа што неформален покровител, Обединетите нации се покровител на овие преговори. Соединетите американски држави се виде дека 2008 година неја немаат таа сила или не сакаат да употребат, по заграда би ставил јас да ја злоупотребат, за да издействуваат тоа што сакаат да издействуваат, иако председателот Буш тогаш најави дека 3 земји ќе станат членки, меѓутоа станаа 2 земји членки на НАТО. Меѓутоа сега имаме и нова не држава, туку сојузна држави кој што е на некој начин учесник во еден процес кој што сака да биде фасилитатор, значи подпомагач на овие преговори. Тоа е Сојузна република Германија, односно да читаме Европската унија, нели се разви тој берлински процес кој што само се нарекува Берлински, зашто таму почна првата средба, меѓутоа наредната е во Лондон. Значи сите членки на Европска унија беа средби во Италија, беа во Франција. Значи тоа е само називот му е Берлински процес, меѓутоа цела Европска унија покажа еден посебен интерес за стабилизација на Западен Балкан, во кој што круцијална улога игра Република Македонија. Значи и другите земји околу нас кои што не се членки се уште Албанија и Босна и Херцеговина и Косово и Србија. Значи цела и Европска унија покажува дека е специјално заинтересирана тој процес се одвија добро. А најмногу на Грција може сепак да влијае и Европска унија, зашто таа внатре во Европска унија, таа е и во НАТО. Меѓутоа за мене е многу значено што Европска унија покажува интерес и веројатно ќе изврши свое влијание и на Грција да дојде до решение на ова прашање. Значи можеме да очекуваме разврска на спорот во така наречен фотофиниш на крајот на месец мај или? Ја не би прогнозирал, не би сакал тоа да го прогнозирам. За мене е многу важно дека се одвива се во еден нагорен процес, во една нагорна линија на покачување на степенот на разбирање меѓу двете земји. Особено на разбирање на грчката земја кон нас дека тоа не е така едноставно како тие што го мисла, зашто чув некакви изјави како можела Great Britain, кога стануваше членка 70 која година таму, прва, втора, трета, на Европска унија да стане United Kingdom, не? Сега е тоа Обединето кралство, меѓутоа во Обединето кралство живеат англичани, живеат шкоти, живеат велшани и така натаму. И се уште ги викаме британци и на јазикот питува British English или пишува. Значи, нека се гарантира тоа. Значи, на англичаните се сепак англичани, дали живеат во United Kingdom или се во Great Britain, не е толку важно. Сакам да потенцирам дека за некои работи не може да се преговара и тие работи ќе треба да останат такви какви што се. Македонски јазик, македонска нација, македонско писмо, кратенки, све што е ова веќе договорено и веќе постои 50 години, нема смисла да не остане исто. Значи, она како што е сега запишена Македонија во графата на Обединетите нации да остане исто, според вас? Во графата на точно тоа нема ни смисла да се менува, зашто тоа постои веќе 70 години. И никој не го негирал тоа до сега.
ниту една научна институција или универзитетска библиотека или конгресната библиотека во Вашингтон кај што се води специјално ова администрацијата на светските јазици. Од 5-600 јазици активни во свет еден е македонски и се знае како се пишува, како се означува, колку дела се преведени и се учи, така што сега да го снема тој јазик, навистина нема никаква смисла ни од научен аспект, а камоли од обичен секојдневен аспект на животот и комуникација меѓу луѓето. И сосема за крај, едно од понудените опции кои што се леферуваат во јавноста е новиот предлог да биде Горна Македонија испишан на латиница, но изговорено на македонски. Дали овој предлог како еден од посериозните е прифатлив за вас лично? Не. За мене не е прифатлив, меѓутоа јас не учествувам во преговорите. Нормално и ако биде Горна Македонија, треба да се биде Горна Македонија одвоено и да се пишува и латиница и кирилица и да се преведува на англиски, на германски и така. Не Горна Македонија, ако биде Апер Macedonија или Обер Macedonија, ако биде на германски, така што тоа е веќе прашање тоа како се води во Обединените нации. Рековме во уставот нема ниту постојат услови дури и да сака некој да се менува, а не верувам дека некој ќе сака, зашто тоа повлекува многу други прашања.